По 19-ти пат во Прилеп викендов ќе се одржи меѓународниот карневал Прочка 2020. Карневалот свечено ќе биде отворен во петок со традиционалната изложба на рачно изработени маски од учениците од сите училишта на територијата на општина Прилеп. Во сабота во центарот на градот ќе се одржи детскиот карневал, а во недела на 1 март е главното дефиле, за кога се пријавени 20 маски од Македонија и повеќе балкански држави. А за прв пат делегации ќе има и од Германија, Холандија и Украина. Се очекува да има околу 1000 учесници во двата карневалски денови. На кој карневал за прв пат имаме делегации од Германија, од Украина, од Холандија, а групи ќе имаме скоро од сите балкански земји. Најавени се потврдени веќе учеството на голем број групи кои ќе го представуваат и представуваат своите земји, своите градови. Сите се членки на Федерација на Европски карневалски градови, градови со кои ние имаме соработка благодарение на локалната самоуправа и му возвраќаме скоро на сите карнавали, како би и тие учествувале на нашиот карнавал со кој ќе имаме поголема масовност. На детскиот карневал ќе има 15 маски од сите основни училишта и градинки во Прилеп и една маска од основното училиште Никола Карев од Крушево. Вкупно ќе бидат 565 учесници во сите детски маски. Искрено морам да кажам дека сме навистина презадоволни со бројот на маски кои што годинава аплицираат да учествуваат на овој карневал, со тоа што покажува дека нивната креативност и иновативност на учениците расте од година на година и им дава многу големо обележје на нашиот карневал. Не само што е меѓународен, туку од пошироки размери придонесуваат и децата со своите маски, како што напомна градоначалникот 15 се на број и ќе учествуваат учесници до 14 годишна возраст и нормално и тука имаме доделување на награди, прва, втора и трета традиционална, прва, втора и трета награда современа маска. Исто така од средните училишта ќе учествуваат на меѓународниот карневал што ќе се одржи на 1 март, доловува и кај нив креативноста и кажувам конкретно кога станува збор за училишните маски, секоја активност која што е произлезена од училиштата има една цел која што е пропратена заедно со карневалот, а тоа е учениците да го развиваат своето креативно и критичко мислење. Во недела е главното дефиле кога ќе настапат 20 маски од Сдруженијето Мечкари, кој што се еден од организаторите на фестивалот. Истакнаа дека ќе се потрудат оваа позната прилепска маска, која стана културно наследство на Македонија, во иднина да влезе и како заштитен бренд под капата на УНЕСКО. Зедоме за обврска да ја опремаме прилепската маска, бидејќи таа знаете сите дека од ова година влезе како културно наследство на Македонија, заштитена е како бренд и мислам дека ќе работиме до тој степен да и предлог заедно со локалната самоуправа до УНЕСКО како би ја заштитиле, бидејќи ова маска е позната веќе во поширокиот регион на Балканот. Нашето учество до каде што сме биле и со маската и со другите прилепски маски е за пофала, бидејќи сегде се наградувани. Вечерта на 1 март ќе биде исто така традиционалниот маскен бал одржан во 21 часот во салата на Ла Каса Гранде, каде што мислам дека ќе имаме пригодна културна забавна програма, каде што нашите учесници, нашите гости пријатно ќе се чувствуваат и сигурен сум дека забавата ќе заврши незаборавно. Карневалот, како и секоја година, завршува во понеделник, со ручек во манастирот Свети Ѓорѓија, кој што се состои од традиционален посен белграф, бидејќи започнуваат великденските пости. Инаку овој посен белграф е уникатен специјалитет на прилепските касапи, а тајната за неговото приготвување љубоморно се чува со децении.